И браќи и сестри, добро утро. Слава на нашиот Господ и Спасител Исус Христос. Имаме привилегија и ова утро да бидеме овде, со тоа убаво време, можност да сме здрави и живи. Бог ни дава и сили да може да дојдеме до овде, затоа што повеќето сте стари, по стара возраст, но не значи дека и за младите Бог не дава сили. И затоа нека да го прославиме нашиот Бог, да ја започнеме оваа служба со песната број 19, да се прослави Создателот во небесните висини. Песната број 19.
Може да отворите, ќе го прочитаме првиот псалм, псалм број 1, кој вели вака. Блажен е оној човек што не оди на советот на безбожниците, не застанува на пат на грешници и не седи во друштво на развратници. Туку му обилел законот Господов и за законот негов дење и ноќе грижливо размислува. Тоа е како дрво посадено крај вода изворска, кое својот род го дава навреме и чиј лист не венее и во се што прави напредува. Но не се такви безбожниците. Тие се како прав што ги разнесува ветрот, затоа безбожниците нема да се одржат на судот, ниту грешниците во соборот на праведните. Зашто Господ го знае патот на праведните, патот пак безбожнички ќе пропадне. Нека сега да се исправиме и да му благодариме на Бога. Татко Небесен, како што пеевме, се нека го прослава Твоето име. Ти си достоен за слава, ти го заслужуваш тоа да бидеш славен и ти очекуваш да Твоето име се слави. Затоа што ти си Создателот, ти си Господарот, ти си Царот, ти си Таткото на сите оние кои веруваат во Тебе. Господе, ние Ти благодариме. Не за тоа што сме достојни, не за тоа што сме толку добри, не за тоа што правиме многу, но за тоа што Твојата милост и љубов е преголема и Ти не повика од нашите греови, од нашите беззаконија, Ти не повика од нашиот беден живот, за да не направиш Твои деца, да не издигнеш, да не очистиш, да не осветиш и да можеме еден ден да бидеме во Твоето царство. Господе, ние тоа не го заслужуваме, не сме достојни, но Твојот Син ги превзеде сите наши греови, ги искачи на крстот, беше жртвуван како жртва за нас и умре за нашите греови. И Господи, Ти ни даваш можност, сега ослободени од нашите греови, очистени, да го издигнеме нашиот глас кон Тебе, да Те прославуваме, да се радуваме, да Те славиме и величиме Тебе. Не нешто друго, не некој друг, но само Тебе. Господе, Те молиме и ова утро, исполнување со Твоето присуство, со Твојот дух и со Твоето слово. Нека биде благословено Твоето слово во нашите срца, да биде запечатено во нашите срца. Никогаш да не забораваме Твоите зборови, Твоите совети, Твоите поуки, но да не забораваме. И ако се откажуваме од нив, ако се оддалечуваме од Тебе, дека Ти знаеш и да казнеш. Господе, тука сме соберени да Те слушаме Тебе. Сме соберени да Ти ни зборуваш и ова утро, да не поучуваш, да не охрабруваш и да не водиш по Твојот пат. Молиме Те за благослов на секој еден кој е ова утро овде, кој седи овде и слуша, за благослов на оние кои слушаат оддалеку и за благослов на оние кои не можеле да дојдат, се спречени по различни причини. Господе, благослови не и води не. Те молиме и за нашето село и за нашата земја,
отвори ги очите да видат дека треба и покаяние, дека единствено преку тебе доаѓа благословите, единствено во тебе е спасението и преку ништо друго. Татко, нека е слава на тебе во името на Господ Исус Христос. Амин. Како втора песна, ќе испееме песната број 360. Вера ти ми даде Боже, но и дела дај ми ти. Песната број 360.
Ќе прочитаме уште еден текст од Евангелието од Лука, 8 глава, од 4 до 8 стих. Евангелието од Лука, 8 глава, од 4 до 8 стих. А кога се насобраа многу народ и кога жителите од секој град доаѓа кај него, рече во парабола: излезе сејач да сее семе. Додека сееше, едно падна покрај пат и беше изгазено, и птиците небески го исколбаа, а друго падна на камен, па штом никна се исуши, зашто немаше влага. Едно пак падна меѓу трње и израсна трњето и го задуши, а друго падна на добра земја и кога изникна, донесе стократен плод. Откако го рече ова, извика: кој има уши да слуша, нека чуе. Сега ова утро, нашата сестра, Саветка, ќе ни отсвири 2 песни. Она се труди, има желба и сака, преку тоа да го прослави Бога, па ќе дадеме можност да покаже тоа што го спремала за ова утро.
тој што немал можност како мал да учи, сега на постари години ќе се учи. Тоа е исто и во верата, тој што не поверувал како млад, има можност и како стар да поверува. Никогаш не е касно да тоа го направи. И честитаме за храброста, за желбата, нека Бог ја води, нека ја благослови, уште повеќе да научи и повеќе да свири. Ова утро ќе зборуваме не од вториот текст, но од првиот, кој го прочитам. Од првиот псалм. Сакам малку за нас да зборуваме, кој сме, што сме, какви треба да бидеме, што треба да бидеме. Можеби ова ќе биде последното што ќе го зборувам. После тоа можеби, како викат, ќе фрлат и дрви и камења по нас, но тоа е она што треба да биде. Можеби ќе дојдат тука и ќе речат, ќе ви читат декларација која е напишана, со која се на некој начин црквата брани, а на мене тоа знаеш како ми личи. Ако сте ги гледали тие филмовите за демоните, како некои се обседнати, и тие свештениците кога одат да ги ослободуват, носат со себе, знаете што? Лук и крст. И велат дека ѓаволот се плаши од тоа. Ама тоа не е точно. Ѓаволот беше искачен и на крстот со Господ Исус Христос. Тој беше таму на крстот и преку едниот разбойник го исмееваше и напаѓаше Исус и велеше, ако си ти си Божи, слегни па спаси и нас, а не да се плаши од некој дрвен или метален крст. Таква е таа одбрана, која некои ќе ја донесат и ќе ве залажбат со тоа и ќе ви кажат дека тоа е вистината. Денеска светот оди напред, технологијата оди многу напред, се развива, а тоа ѓаволот го користи за да го одзима нашето време, нашето внимание, да ја отргне нашата вера од Бог, нашата желба да му служиме на Бог, и преку таа технологија нас не совладува, а црквите мируваат, црквите наместо уште повеќе да се активни, се послави и подлегнуваат на притисокот на сатаната. Ова утро ќе зборуваме за споредба, како Словото нас не споредува и со што не споредува преку овој текст. А јас меѓу време така размислував и за други споредби и ќе прочитам некој од нив, можеби на вас ќе ви текне уште нешто. Јас издвоив повеќе некои споредби со што Словото нас не споредува. Како што и минатата недела зборувавме со овци, не споредува со цвеќе, не споредува со камен, нели таму на Петар кога му рече ти си камен, не споредува со коза, едните ќе видат овци, другите кози, не споредува со орел, каде што вели како што на орелот се обновуваат крилета, така и вашите сили ќе бидат обновени. Не споредува со змија, каде што вели на фарисеите змии аспидни. Не споредува со гробови варосани, ќе ви текнат на тие изрази што Библијата ги користи, Господ Исус Христос ги користи. Не споредува со трска која се лулее, не споредува со куче, со свиња, каде што вели свињата се враќа пак во калта или кучето на својата блуботина. Не споредува со светло, поставено на високо, не споредува со сол, не споредува со цвезди и песок, каде што вели
вашиот број ќе биде толку голем како звездите, како песокот. Споредува со волк. Ќе дојдат волци во овчи кожи. Споредува со вол, вели каде што волот врши, не може да затвара устата, така и на тие што работат не треба да им се затвара устата. Не споредува со жито и со какол. Кога нивата е посадена со жито и со какол, така Исус ги споредува и луѓето, на верни и неверни. Не споредува со град изграден на високо, не споредува со тврдина, значи цврсто обколен град направен, не споредува со прачка, таму каде што вели јасно лозата, вие сте прачките, не споредува со прашина и со дрво. Тоа денеска ќе го видиме во овој псалм кој го прочитавме. Овде Исус, псалмистот или Словото Божие зборува за нас, не за нас, но за оние кои што се верни, оние кои што се предадени на Бога, вели изгледаат како дрво. Пред да го каже тоа, псалмистот вели има места на кои верните не треба да одат и има места каде верните треба да одат. И на тоа треба да внимаваме. Места каде што не е на нас местото. Не треба да бидеме таму присутни и не треба да се дружиме со такви луѓе. Но денеска нема да биде таа темата, но ќе биде темата за дрвото. Зошто овде ние сме споредени со дрвото? Што имаме ние заедничко со дрвото или што е тоа нешто со кое можеме да се споредиме? Сите знаете за дрвото, тоа ние нема да сега да го објаснуваме повеќе, но само основните работи ќе ги кажеме дека дрвото е составено од 3 дела: коренот, стеблото и гранките. Се дели на 3 дела. Исто како човекот, на 3 дела: телото, душата и духот. Имаме нешто заедничко, нели? По нешто сме слични. Сега сакам да размислуваме за тоа што е нивната функција, зошто е тоа така и зошто ние треба да личиме на едно дрво. Ќе го земеме прво коренот, бидејќи секој растение почна од земјата, од коренот. И да е семе, тоа се сее во земјата, никнува, пушта корења и после почнува да расте. Која е функцијата на коренот? Функцијата на коренот е да го држи растението и да извлекува храна од земјата и да му дава на стеблото. Значи има важна функција. Секои хранливи материи и водата, коренот ги зема од земјата и ги дава на стеблото. Коренот треба да биде здрав, силен, да расте во ширина и во длабочина и да биде посаден на добра почва. Овде словото вели дрво кое е посадено. Тука не зборува за дрво кое е само никнало. И тука треба да направиме една разлика. Дрво кое е посадено. Таквото дрво кое е посадено на добра почва и до вода. Зошто е тоа важно да го знаеме? Бидејќи
Исус во една своја споредба рече: јас сум лозата, а вие сте прачките. Лозата е таа која носи храната, а прачките можат да бидат накалемени. Како овде што вели посадени, така прачките можат да бидат накалемени на лозата. И Исус таму во тој стих јасно зборува. Вие сте, вели, накалемени. Дивата прачка е сечена и на неја сте вие накалемени. И уште нешто. Ако не раѓате, ќе бидете одсечени. Значи, многу е важно на што е посадено или накалемено едно дрво или една прачка. Кога го прочитавме вториот текст, таму Исус зборува јасно за сејачот кој сееше семе и вели едни зрна падна на патот. Арно тие зрна се гледат лесно и птиците многу брзо ги наоѓаат и ги јадат. И од тие зрна веќе ништо не се раѓа. Другите зрна пада на камен, ние често пати велиме на тврда почва, на песок, на таква почва што нема влага и не издржува многу. Зрното ќе почне да функционира, да расте, но кога ќе опече сонцето, бидејќи влага нема, тоа брзо се исушува. И од тоа ништо не бива. Третото е кога некој зрно ќе падне на почва каде што има трева или други растенија, и тие растенија растат и го загушуваат. Тоа е за оние кои сакат да се наречат христијани или да бидат христијани, ама гледат кон светот. Или им оминал светот, па светските работи или светот ги загушува. Не можат да обстануват. Или пак не можат ништо да родат, да дадат плод. И оние што паѓаат на добра почва, од тие можеме да очекуваме 100-кратен плод да даде. Значи, почвата е многу важна каква ќе биде за самиот корен. И овде не на празно вели дрво кое е посадено на почва или до извор со вода. Добро, ама тоа што за нас значи? Што тоа за нас треба да значи? Тоа нас не учи нашата вера. Нашата вера на што ја заснуваме? Ние на што сме посадени или на што сме накалемени? Ако нашата вера се заснувува на црква, на проповедник, на епископ, на свештеник, на кардинали, на папи или на не знам што друго, ние ќе пропаднеме. Ние како верни многу лесно ќе пропаднеме. Но нашата вера, ако е заснована, посадена на што? На Господ Исус Христос, на Словото Божие и на Светиот Дух, тогаш сме на вистинското место и тогаш можеме да успееме. Се друго може да не однесе во погрешен правец. Се друго може да не наведе на нешто погрешно. И тоа се случува денеска. Денеска имаме разни проповедници кои ги слушаш им тече мед од устата. Ама секој пат не ја зборуваат вистината.
така на интернет гледам некои како учаат луѓето дека треба да бидат богати, треба да се стремат кон богатството, дури и за такви проповедници се молят да имат милиони. Такво нешто во Библијата не постои. И ако ние се држиме до тоа, ние веќе залутуваме во погрешен правец. Затоа Словото секој пат ни вели, гледајте напред во Господ Исус Христос. Учете се од Словото. Еден христијанин не може да се ослони само на проповеди, не може да се ослони само на доаѓање од црква, без да ги пушта своите корени во Словото. Дрво без корен или со слаб корен, не можеш од него да очекуваш ништо. Ти изгледа добро, но дојдат и бурите, ветровите, тоа дрво ќе падне. Мора тоа дрво да ги пушта своите корени пошироко и подлабоко, и како расте, така се коренот шири. Така и ние верните, бидејќи тука Словото зборува за нашиот духовен живот, не за телесен. Да не размислуваме телесно, да размислуваме духовно. Ние треба постојано нашата вера да ја продлабочуваме и шириме се повеќе и повеќе во Словото Божие. Еден проповедник тебе не може да те спаси. Не може да ти даде вечен живот. Проповедниците можат да ти покажат, да те поучат, може да те насочат, но тие не можат да те спасат. И затоа не треба ние да се ослонуваме на човек, не смееме да се предаваме во нивните раце. Ние мораме да се предаваме во раците на Господ Исус Христос. И Тој да не води. Светиот Дух да делува во нас, бидејќи во Словото вели, Тој ќе ве учи, Тој ќе ви помага, Он ќе ве води, не човек. Верата наша не зависи од човек. Верата наша зависи од тоа колку ние се вдлабочуваме во Словото Божие, колку ние дозволуваме да Светиот Дух делува во нас и колку ние се држиме до тоа што Господ Исус Христос го зборува. Тоа е коренот. Многу важен. И нашата вера може да биде силна, голема и може да биде совршена. Одеме понагоре. Дрвото почнува од земјата и почнува да расте нагоре во висините. После коренот излегува стеблото. Стеблото и тоа кога е младо, е тенко и колку повеќе расте, тоа станува се подебело, подцврсто, поотпорно. Кога е тенко, кога ќе дувне ветар, тоа се навива на лево и на десно, спрема тоа како ветерот дува и не може да носи многу тежина. Може ли едно такво тенко стебло да носи, може да роди една јаболка, да речеме 500-1000 кила? Може ли да ја носи? Нема да може. Ќе се сокрши. Може ли едно тенко дрво да има гранки од 10 метра? Не може. Како дрвото расте, така стеблото се ојачува и станува се подцврсто и подцврсто. И тоа станува како столб кој држи, кој носи тежина и кој се спротивставува на опасностите, на нападите, на сето она што може да дојде од страна, па и на самата тежина. Ако се сеќавате,
тој израз ние сме го користеле доста. Велиме во црквата, тие и тие личности беа столбови на црквата. Тоа значи дека нешто цврсто, нешто што издржува. Има еден таков пример во Библијата, каде што еден човек беше Божи човек, обдарен со Божја сила, кој беше многу силен, кој го бранеше израелскиот народ, се војуваше против илјадници души сам, и тој имаше таква сила, каде беше во неговата коса. Бог рече дека од кога ќе се роди нема да ја сече косата, ама и нема на никој да каже за косата, дека таму му е силата. Тој човек го слушаше Бог, но кога ја запозна една девојка, кога се влюби во неа, бидејќи таа беше од другите народи, и таа почна да го искушава и да бара од него да ја каже каде му е силата. И тој се држеше, но еднаш попушти и си ја кажа тајната која беше од Бога дадена, да не ја каже, тоа беше дека силата му е во косата, и кога му беше отсечена, неговата сила се отиде. И на крајот од неговиот живот што се случи? Го однесува во еден храм, да се исмејуват со него, и кога го ставија до 2 столба, и кога му кажа дека зградата се држи на тие столбови, тој што направи? Бараше од Бог да му ја врати силата, за да може да се одмазди, и на вистина тој ги бутна тие столбови и целиот храм падна. Каква улога има столбовите? Да ја држат целата зграда. Таква улога има дрвото, да го држи целото дрво стабилно. Таква улога треба да имат верните, за да стојат цврсто и да ја држат што? Не зградата, вистината. Силни се тие луѓе кои ја држат вистината, не лажат. На такви човек може да се подпре, на такви можеш да се надеваш и да се огледаш. А тоа е надежда. Верата предава таа храна на надежда. Нашата вера ја одржува надежда. И таа надежда, кога е цврста, кога е силна, ние можеме да обстојуваме. Ако немаме надеж, ние многу лесно попуштаме. Верата и надежта се поврзани. Апостол Павле во 13 глава од Коринтијаните таму зборува за љубовта. Колку е важна љубовта, колку е прекрасна љубовта, и на крајот што вели од таа глава? А сега остануваат овие 3 работи: верата, надежта и љубовта. Тие 3 работи кои дрвото ги содржа, или можеме да се споредиме со дрвото. Треба да имаме вера, надеж и љубов. Третиот дел на дрвото се гранките. Дрвото нема една гранка само. Оно кога излегува, почнува со една гранка и расте. И ако тоа дрво расте само со врвот напред, тоа нема да биде корисно дрво. Тоа не спаѓа во дрвата кои
се плодни дрва. Но овде Словото ни вели за дрва кои раѓаат. Дрвото пушта гранки на сите страни, не на една страна. Дрвото не се насочува на една страна. Оти ако се насочува на една страна, може да се искриви и да падне. Но тоа оде на сите страни. Дрвото, освен гранките, има лисја и има плодови. Што представува тие? Гранките се шират, лисјата растат и што прави тоа? Прави сенќа, го прочистува воздухот, дава кислород и пушта плодови кои дават и мирис и се храни. И кога човек ќе отиде таму, под дрвото, кога е жешко, чувствуваме како ни е пријатно под него да седиме, ладно. Кога одиме во планината, осеќаме колку воздухот е чист и пријатен за дишење, отколку во градот. И кога ќе набереме плод, тоа ем се нахрануваме, ем се чувствуваме прекрасно, кога тоа овошје е толку вкусно. Па и дава и мирис. Тоа се одликите на љубовта. Љубовта која таму Словото, во таа глава треба да се ја прочитате, да не ја читаме сега, бидејќи нема време, колку е прекрасна љубовта. Таа дава надеж, дава мир. Љубовта е долготрпелива, милостива и да не ги броиме сите тие неизвини карактеристики, колку е важна љубовта ако има во нас. Ако дрвото не раѓа, тоа е како човек да нема љубов. И имаме таков пример. Кога Исус дојде до смоквата и сакаше да скине од смоквата, на неја немаше ништо. И што рече Исус? Да биде проколната и да се исуши. Зошто? Бидејќи не раѓаше. Дрво кое не раѓа, не ни е корисно. И ние не садеме такви дрвја кога очекуваме од него да роди. Не? И ако не раѓа, и ние го сечеме, па ќе си посадеме друго. И на следниот ден, кога отидоа учениците, и видоа на вистина смоквата исушена. И се почудија. Дрво кое не раѓа, не му е потребно на Бог. Христијанин кој не дава плодови, не му е потребен на Бог. Исус рече, ако прачката не дава грозје, ќе биде отсечена. Зошто му е потребна на лозата прачка која не раѓа? Не му е потребна. Дрвото раѓа на сите гранки, на сите страни. Таква треба да биде нашата љубов. И Словото вели љубов кон Бога, љубов кон семејството, љубов кон црквата, љубов кон ближните и љубов кон непријателите. На сите страни. Нема љубов само кон едно нешто. Да го љубиш Бога, само Бога, тоа е нешто себично. Тоа е нешто себично за себе. Јас си го сакам Бог и не ми треба никој друг. И такво дрво не раѓа плодови. Може само да расте во висина, да има дебело стебло, да се гордее со тоа, но е безкорисно. Бог сака во нас да гледа дрво кој има вера, кој има надеж и истрајува до крај
и дрво кое раѓа плодови. Таквите дрва му се обилени на Бог. Се друго, вери во Словото, е за во огнот да се гори. Така Бог ќе направи со сите нас. Ако ние исполнуваме Божјата волја, не се држиме до Божите зборови, не сме угодни на Бога, што и да сме, кој и да сме, пред Бога тоа нема никакво значење. Бог гледа во нашето срце каква е нашата вера, нашата надеж и што е најважно, нашата љубов. Ние треба да сме садени во Божјето Слово, да црпеме од Него, да собираме храна и енергија од Него, ако сакаме да бидеме угодни на Бога. Ако ние сакаме да собираме од таму, од онаму разни храни, ќе дојдеме на отровната храна. И ако на дрвото му дадеш отровна храна, тоа може лесно да умре. А денеска преку тие социјални мрежи, Сотоната ни дава разни храни. И ќе речеш, колку прекрасно тоа, колку убаво. Но тоа те трове внатрешно. Тя уништува твојата вера, твојата сигурност, те уништува целиот. И нема да знаеш на каде одиш. Нека Бог ни ги отвори нашите умови, да не размислуваме по-човечки, да не размислуваме телесно, но да гледаме на духовната страна. Бидејќи Бог се што прави според ни, не прави за нашето тело. Како ние да изгледаме добро, како да се хранеме добро, како да живееме добро, но Тој се грижи за нашата душа, каде ќе биде таа. Дали нашата душа оди по правиот пат и ќе стигне во вечноста, или каде што овде последните зборови велат, патот на безбожниците оди во пропаст. И овде има уште една мала споредба, што може би не заслужува толку и за неја да зборуваме. Вели, а безбожниците не се како дрво, но вели се како прав, како прашина. Каква е прашината? За ништо не е корисна. Ќе дувне ветер, ќе ја однесе. На неја не можеш ништо, со неја ништо не можеш да правиш. Такви се безбожниците, тие се нестабилни, несигурни и не се за ништо потребни. И Словото нас не упатува кон тоа да гледаме на тоа што е доброто и угодното пред Бога. Ако сакаме, како што вели овде, да се оддржеме пред Божиот суд и Бог да рече, дојдете при мене, седнете од мојата десна страна. Драги браќи и сестри, ова утро Словото е насочено кон нас. Не да гледаме кон другите. Не да гледаме какви сме, какви се другите, но да се погледнеме ние. Каде ние стоиме, што ние правиме, во што ние веруваме. Ние може да се одржиме само ако се огледуваме на Божјото Слово. Ако не се огледуваме на Божјото Слово, со сигурност ќе отидеме на страна. Нека Бог ни дава мудрост да тоа Слово го разбираме и го применуваме во нашиот живот. Нека е слава на Бога. Амин. Нека сега да се исправиме и да му благодариме. Татко небесен, ние ти благодараме што Твоето Слово е толку богато
И ти сакаш преко секој можен пример, споредба, да не поучиш, да не укажеш на сите опасности кои се околу нас, кои сатаната ги користи, како што направи со Адам и Ева, така сака и со нас, да не отстрани од вистината, да не служиме на вистината, но да служиме на гревот, за да можеме да пропаѓаме, за да можеме да отидеме во пеколот. А ти сакаш нас да не запазиш, да не зачуваш, да бидеме твое стадо, да бидеме твои синови, да бидеме заедно со тебе. Господе, помогни ни. Кога ние забораваме, залутуваме, или ако не ја знаеме вистината, ти не опоменувај, ти ни покажувај и ти не води. Господи, се предаваме во Твоите раце. Испрати не од овде, со Твојот благослов, со Твојата сила, со Твојата мудрост, и кога одиме во овој свет, да не се огледуваме на светот, да не приличаме на светот, но да бидеме Твои борци, кои ќе се спротивстават на гревот, ќе се спротивстават на фотоната и ќе ја зборуваме вистината. Господе, употребувај на секаде, каде што одиме, со кој се среќаваме, да им кажуваме за Тебе, бидејќи Ти си вистината и никој друг. Да ја живееме вистината. Во вистината е силата, во вистината е мирот, радоста, во вистината е сето блаженство. Господе, нека е слава на Тебе. Се предаваме во Твоите раце и Те молиме во името на Исуса Христа. Амин. Сега ќе слушнеме уште една песна од наша сестра. Она нема, па спремана значи повеќе. Од армониката е тешка и за да не ја носи стално.
Само тоа говори. Сета стопна. Времето кажа тече. Сите имаме ние по некоја тага, што не на некој начин оддалечува патот пред тоа. Но затоа се вратам на првата песна, каде ќе си во вечноста. Дали во радоста или во тагата. Да размислиме добро, тоа на кратка порака, но со големо значење. Сега песна која са 60 Дели споминаме и гост. 360
Четири. Исполни вниманието што ни го даде. Евреје 10:23.
Нека Бог да благослови, да води, да чува, да даде и радост, живот и нека да отново да се слушате Бога на Исус.